Библиотека Нак Хамади, Кодекс 12.1. Изреките на секст. Мудрословни правила за духовниот живот, вистината и односот кон Бога. 157 е знак на незнаење. 158-159 сака ја вистината, а лагата употребува ја како отров. 160 нека правото време им предходи на твоите зборови. 161-162 зборувај кога не е прилично да молчиш, но за нештата што ги знаеш зборувај само тогаш кога е пригодно. 163а навремениот збор е карактеристика на зол ум. 163б кога е прилично да действуваш, не употребувај збор. 164а не посакувај да зборуваш прв среде мноштво народ. 164б иако е вештина да се зборува, вештина и да се молчи. 165а подобро ти е да бидеш победен зборувајќи ја вистината, отколку да победиш преку измама. 165б оној кој победува преку измама, бива победен од вистината. 165в невистинитите зборови се карактеристика на лоши луѓе. 165г мора да настане голема криза пред лагата да стане неопходна. 165д кога има некој, додека ја зборуваш вистината, дури и ако излажеш, нема грев. 165д не мами никого, а особено не оној кој има потреба од совет. 166 верен е оној кој е прв во сите добри дела. 167 мудроста ја води душата до Божиото место. 168 нема друг роднина на вистината освен мудроста. 169 не е можно верна природа да ја засака лагата. 170 страшлива и робска природа нема да може да има удел во верата. 171а кога си верен, она што е прилично да се каже нема поголема вредност од слушањето. 171б кога си со луѓе кои веруваат, посакувај повеќе да слушаш отколку да зборуваш. 172 човек кој ги сака задоволствата е бескорисен во с. 173 кога нема пресметка за грев, не зборувај за ништо што е од Бога. 174 гревовите на оние кои се во незнаење се срам за оние кои ги поучувале. 175 оние поради кои Божиото име се хули, мртви се пред Бога. 176 мудар човек е творец на добри дела по Бога. 177 нека твојот живот ги потврди твоите зборови пред оние што слушаат. 178 она што не е право да го правиш, немој ни да помислуваш да го сториш. 179 она што не сакаш да ти се случи тебе, не прави го ниту ти самиот. 180 она што е срамно да се прави, срамно е и. Страниците 17-26 недостасуваат. 307-308 мудар е оној човек кој го препорачува Бога на луѓето, и Бог мисли повисоко за мудриот човек отколку за своите собствени дела. 309 по Бога никој не е толку слободен како мудриот човек. 310 се што поседува Бог, го има и мудриот човек. 311-312 мудриот човек учествува во Божиото царство, а лошиот човек не сака да се исполни Божиото предзнаење. 313 лоша душа бега од Бога. 314 се што е лошо, непријател му е на Бога. 315 за она што размислува во тебе, кажи со својот ум дека е човек. 316 каде што е твојата мисла, таму и твојата добрина. 317 не бараја добрината во телото. 318 оној кој не и штети на душата, не му штети ниту на човекот. 319 по Бога, почитувај го мудриот човек, бидејќи он е Божи служител. 320 да го направиш телото бреме за својата душа е гордост, но да можеш нежно да го вооружиш со воздржување кога е потребно,
тоа е блаженство. 321. Не станувај виновен за сопствената смрт. Не гневи се на оној кој ќе те извади од телото и ќе те убие. 322. Ако некој лошо го извади мудриот човек од телото, тој всушност му прави добро, зашто он се ослободил од оковите. 323. Стравот од смртта го жалости човекот поради незнаењето на душата. 324. Подобро ќе беше за тебе кога мечот што убива луѓе не би ни настанал, но кога ќе дојде, кажи со својот ум дека он не постои. 325-326. Некој кој вели верувам, дури и ако помине долго време преправајки се, нема да надвладее, туку ќе падне. Какво што е твоето срце, таков ќе биде и твојот живот. 326. Побожно срце раѓа блажен живот. 327. Оној кој кове зло против друг, он е првиот. 328. Не дозволувај неблагодарен човек да те натера да престанеш да правиш добро. 329. Не вели со својот ум дека овие нешта што ти беа побарани, и, кој ги даде веднаш, се повредни од оној кој ги прима. 330. Ке употребиш голем имот, ако им даваш на оние во немаштија со драго срце. 331. Безумниот брат убеди го да не биде безумен, ако е безумен, луд, заштити го. 332-334. Ревносно стреми се да го победиш секој човек во мудроста, чувај ја својата самодоволност, скромност. 333. Не можеш да примиш разбирање, освен ако најнапред не знаеш дека го поседуваш. Во спак важи оваа изрека. 335. Членовите на телото им се бреме на оние кои не ги употребуваат. 336. Подобро е да им служиш на другите, отколку да ги тераш другите да ти служат тебе. 337. Оној кого Бог нема да го извади од телото, нека не се оптоварува сами од себе. 338. Не само што не треба да имаш мислење кое не му користи на оној во немаштија, туку немој ни да го слушаш. 339. Оној кој дава нешто без почит, прави навреда. 340. Ако го преземеш старателството над сирачињата, ќе бидеш татко на многу деца, и ќе му бидеш милионер, омилен на Бога. 341. Оној кому му служиш заради чест, не му си му служил за плата. 342. Ако го дадеш она што те чести тебе, не си му дал на човекот, туку си го дал за свое собствено задоволство. 343-344. Не предизвикувај го гневот на толпата. Знај, проче, што е прилично за успешниот човек да прави. 345. Подобро е да се умре, отколку да се помрачи душата поради неумереноста на стомакот. 346. Кажи со својот ум дека телото е облека на твојата душа. Чувај го, затоа, чисто, бидејќи е невино. 347. Што и да прави душата додека е во телото, тоа го има како сведок кога оди на суд. 348-349. Нечистите демони полагаат право на извалкана душа, а верна и добра душа, злите демони нема да можат да ја попречат на Божиот пат. 350. Не давај го Божиото слово на секого. 351. За оние кои се расипани од слава, не е сигурно да слушаат за Бога. 352-353. Не е мала опасност за нас да ја зборуваме вистината за Бога. Не кажувај ништо за Бога пред да научиш од Бога. 354-356. Не зборувај со безбожен човек за Бога. Ако си извалкан поради нечисти дела, не зборувај за Бога. 357. Вистинското слово за Бога е Божиото слово. 355. Зборувај за словото за Бога како да го изговараш во присуство на Бога. 358. Ако најнапред твојот ум се увери дека си бил боголюбив, тогаш зборувај со кого сакаш за Бога.
359. Нека твоите побожни дела му претходат на секое слово за Бога. 360. Не посакувај да зборуваш со толпа народ за Бога. 361. Биди повеќе штедлив со зборот за Бога, отколку со зборот за душата. 362. Подобро е да ја изгубиш душата, отколку начесто, на ведната глава, да го фрлиш зборот за Бога. 363. Ти можеш да го затвориш телото на боголюбивиот човек, но нема да можеш да господариш со неговиот говор. 363. Лавот исто така господари со телото на мудриот човек, и тиранинот господари само со него. 364. Ако тиранин ти се заканува, тогаш, особено, спомни си за Бога. 365. Оној кој го кажува Божјото слово на оние за кои тоа не е дозволено, он е Божји предател. 366. Подобро ти е да молчиш за Божјото слово, отколку да зборуваш непромислено. 367-368. Оној кој зборува лаги за Бога, го лаже Бога, човек кој нема ништо вистинито да каже за Бога, оставен е од Бога. 369. Не е можно за тебе да го познаваш Бога кога не му се поклонуваш. 370. Човек кој му прави зло на некого, нема да може да му се поклонува на Бога. 371. Човеколюбието е почеток на побожноста. 372. Оној кој се грижи за луѓето додека се моли за сите нив, тоа е Божјата вистина. 373-374. Божја работа е да го спаси оној кој го сака, од друга страна, работа на побожниот човек е да го моли Бога да ги спаси сите. 375. Кога се молиш за нешто и тоа ти се случи преку Бога, тогаш кажи со својот ум дека имаш. 376. Човек кој е достоен за Бога, он е Бог меѓу луѓето, и он е Син Божи. 376. Постои големиот, а постои и оној кој е веднаш до големиот. 377-378. Подобро е за човекот да биде без ништо, отколку да има многу нешта, а да не им дава на оние во немаштија, така и ти, ако му се молиш на Бога, он нема да ти даде. 379. Ако ти, од срце, го дадеш својот леп на гладниот, дарот е мал, но подготвеноста е голема пред Бога. 380. Оној кој мисли дека никој не е во Божјото присуство, он не е смирен пред Бога. 381. Оној кој го прави својот ум сличен на Бога колку што е кадар, он е оној кој го чествува Бога многу. 382. На Бога не му е потребно ништо, но он им се радува на оние кои им даваат на оние во немаштија. 383. Верните не зборуваат многу зборови, но нивните дела се многубројни. 384. Токму верниот човек кој сака да учи, он е творец на вистината. 385. Прилагоди ги неволиите, за да. 386. Ако никому не му правиш зло, од никого нема да се плашиш. 387. Тиранинот нема да може да ја одземе среќата. 388. Она што е право да го правиш, прави го со драго срце. 389. Она што не е право да го правиш, не прави го на кој било начин. 389. Ветувај се, отколку да кажеш јас сум мудар. 390. Она што го правиш добро, кажи со својот ум дека Бог е оној кој го прави. 391. Ниту еден човек што гледа долу кон земјата и кон трпезите не е мудар. 392. Филозофот кој е само надворешно тело, он не е оној кому е прилично да му се оддава почит, туку филозофот според внатрешниот човек. 393. Чувај се од лагата. Постои оној кој мами и постои оној кој е измамен. 394-395. Знај кој е Бог и знај кој е оној што размислува во тебе. Добриот човек е добро Божјо дело.
396. Бедни се оние поради кои словото се хули. 397. Смртта нема да може да го уништи. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 12, 2. Евангелие на истината. Фрагменти од втората копија. Фрагмент А, страници 53-54. Во однос на неговата мисла, он го испрати своето слово, логосот, во светот, за да ги избави оние кои беа во незнаење, зашто Отецот е добар и неговата волја е совршена, и он им го објави патот на вистината на оние кои застранија. Фрагмент Б, страници 55-56. Како сон од кој човекот се буди, така и тие се разбудија од темнината во која спија. Незнаењето беше уништено кога се појави знаењето, гносисот, Отецот ги повика своите по име, и секој кој го чу неговиот глас, се сврте кон него. Зашто неговото име е вистина? Фрагмент В, страници 57-58. Неговото овошје е живо и не расипува, зашто оние кои се родени од Отецот се совршени, неговата благодат е излеана врз нивната усна, за да зборуваат за она со кого живеат, тие немаат потреба од слава во овој свет, зашто ја имаат славата на Отецот. Фрагмент Г, страници 59-60. Таму каде што е почетокот, таму ќе биде и крајот, оние кои произлегоа од неговата светлина, пак се враќаат во него, во местото на покојот, каде што нема ниту глад, ниту жет, ниту тага, туку вечна радост во очевите пазови. Амин. Библиотека Нак Хамади, Кодекс 12, 3. Неидентификувани фрагменти. Остатоци од оштетени гностички текстови. Фрагмент 1. Светлината кој се појави во векот еонот на зашто он рече дух. Фрагмент 2. Оној кој знае вистината на Отецот во тајна нема да умре. Фрагмент 3. Местото на тие видоа светиот за секогаш. Амин.